Со звуците на сирените за тревожење и транспарент оставка на Заев слобода на народот, неколку стотини граѓани денеска протестираа пред владата против, како што велат, продажбата на историјата од страна на премиерот Зоран Заев. Протестот го организира опозицијската ВМРО ДПМН против ставовите на Заев искажани во интервју за бугарската новинска агенција БГНЕС, во кое тој рече дека Македонија и Бугарија имаат заедничка историја. Гоце Делчев е херој и за македонците и за бугарите и оти малку на почетокот на Втората светска војна имало бугарска администрација во Македонија, а после Бугарија застанала на антифашистичка страна и оти Југославија ги разделувала двете земји. Граѓаните со транспаренти долу влада да ја одбраниме последната црвена линија и Заев ќе си одиш сам или да дојде народ, велат дека сакаат да го спречат распродавањето на земјата. Ме иритира предавството на Заев што продава Македонија и немаме ние што да менјаме. Ние сме македонци, они се бугари и немаме ние ништо заедничко со нив. Он да негира се што е македонско и корените сака да ни ги потсече. Во тоа интервју Заев покажа дека нема ништо свето за него, ни јазик, ни нација, ни држава и дека за одредена цел вреди да се жртвува и она најсветото. Доста е понижување. Името се даде, у Европа ќе не носеше. Каде е Европа? Договор со Бугарија направија што велеа? Готово добрососедски договор. Сега тој добрососедски договор излезе договор за пречка да биде на Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во изјава за медиумите рече дека само политички аматер може да потпише договор со кој историјата ќе биде критериум за напредок на државата кон Европската Унија. За жал, овие понизни сервилни политики на владата предводена од Зоран Заев не доведува во една ваква ситуација кога буквално треба да бираме помеѓу асимилација и интеграција. Бугарија го блокира почетокот на преговори на Македонија со Европската Унија, тврдејќи дека Македонија ја краде бугарската историја. Според официјална Софија, македонската нација постои од 1944 година и ја создал Тито, а македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Македонските власти ја смируваат топката, сакаат да изнајдат решение со Бугарија, но велат дека не се преговара за јазикот и за идентитетот.